На Уставниот суд му се заканува блокада ако претениците не изгласаат нови четворица судии. За претседателката Добрила Кацарска односот на претениците е несериозен и тие не ја сваќале улогата на уставен, кој во декември останува и без уште еден член. На судиката Вангелина Маркудова на крајот од годината и истекува мандатот, со што во составот ќе има само четворица судии. Според Кацарска, со тоа ќе се наруши и угледот на државата пред меѓународната јавност. Во месец април минатата година, кога претседателот Џафери е информиран дека на тројца судии престанува мандатот. Потоа во месец ноември испратив јас писмо до претседателот Џафери со кое што го информирав дека на еден судија престанува мандатот на 14 јануари. Тоа се моите надлежности како претседател на Уставен суд. Освен тоа, јавноста е запозната дека испратив и писмо со апел до претседателот на собранието да се изнајде начин да се изберат овие 4 судии. Согласно с деловникот, Уставниот суд може да работи со 5 судии, но Кацарска вели тежината на одлуките е сепак поинаква, доколку за истата би дискутирале уставните судии во полн состав. Од законодавниот дом, претеничката група на ВМРО ДПМН е повика парламентарното мнозинство уште денеска да ја свика седницата на Комисијата за избори и именување и да ги достават своите предлози за уставни судии. Предлози за уставни судии согласно постоечкото деловничко решение и законско решение може да се достават и на самата седница, да го направи владеачкото мнозинство, можеби и ние ќе предложиме одредени предлози за уставни судии и да поразговараме за имињата на тие уставни судии и на крај на денот да го комплетираме тој уставен суд, а претседателката на Уставниот суд Кацарска повикувам да си испрати ново писмо кон оние кои што и го блокираат изборот на уставни судии во моментот. Секој член во Комисијата за избори и именување има право да даде предлог за уставни судии, а изборот се врши на пленарна седница. Единствен критериум според Уставот се кандидатот да биде истакнат правник и да не биде член на партија. За изборот се потребни мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Уставниот суд треба да има вкупно 9 членови. 3 фотели се испразнија во јуни лани, а минатиот месец истече мандатот и на уште еден уставен судија.